со 300 амандмани од ДПА, со 2 амандмани од ВМРО ДПМН и ниту еден амандман од ДУИ и од другите опозицијски партии. Денеска тука во Собранието започна расправата за ребалансот на буџетот за 2016 година. На Комисијата за финансирање и буџет своје обраќање односно ребалансот на буџетот го представи министерот за финансии Кирил Миновски. Според него и покрај доброто остварување на буџетот од почетокот на годината, сепак политичката криза се повеќе почнала да се чувствува врз економијата, затоа било неопходно да се направи корекција и на расходната и на приходната страна на буџетот. Така, со ребалансот на буџетот вкупните приходи сега се проектирани на 174,2 милиарди денари, што е за 3 милиарди денари помалку споредено со првичните проекции во буџетот за 2016, додека вкупните расходи сега се проектирани на 195,4 милиарди денари и се за 804 милиони денари помали споредено со првичните проекции за расходи во буџетот за 2016 година. Како што истакна министерот Миновски, направена корекција и на приходната и на расходната страна, меѓутоа тој истакна дека пред се со ребалансот на буџетот е направена реалокација на средства помеѓу буџетските корисници, дека има префрлено дополнителни средства за фондот за пензиско и инвалидско осигурување, односно за пензии, а потоа има намалување на средствата за одредени проекти каде што е забележана намалена реализација на извршување на проектите, додека пак повеќе средства со ребалансот на буџетот е предвидена за изградбата на националниот гасовод, како и за изградбата на делот од коридорот 10, односно автопатот Демиркапија Смоквица. Поради политичката криза која што се повеќе се чувствува врз економијата, направена е корекција на растот на бруто домашниот производ, односно растот на македонската економија од првично проектираните 4% на 2,3%. Како што истакна министерот за финансии Миновски, исто така е зголемен дефицитот на буџетот за 2 милиарди денари или на вкупно 21,1 милиарда денари до крајот на годината. Прилагодувањата кои се предлагаат со измените и дополнувањата на буџетот на Република Македонија за 2016 година главно се на расходната страна, а соодветно на расходите направени се одредени корекции на приходната страна на буџетот. Имено, измените и дополнувањата на буџетот на Република Македонија за 2016 година се однесуваат на ревидирање на приходната страна на буџетот за 2% надоли, согласно остварувањето во првите 5 месеци од годината, реалокација на средства помеѓу буџетските корисници наменети за исплата на плати, обезбедување на дополнителни средства за фондот за пензиско и инвалидско осигурување со цел непречена исплата на пензиите, намалување на одредени позиции кај буџетските корисници кај кои е евидентирана забавена динамика на реализација или постигнување на одредени заштеди, обезбедување на дополнителни средства за проектот за изградба на националниот гасоводен систем согласно на предвидената динамика на активности, обезбедување на дополнителни средства за изградба на делницата Демиркапија Смоквица од коридорот 10 согласно на предвидената динамика на градба во овој период. Со овие измени и дополнување на буџетот се задржува определбата за ниско даночно оптоварување без промени на даночната политика и благ пораст на буџетскиот дефицит како резултат на корекцијата на приходната страна и зголемените трошоци делумно како резултат на политичката и мигрантската криза. Собраниската расправа тука во Комисијата за финансирање и буџет ја отвори пратеникот од ДПА Беким Фазлиу, кој што ја обвини владата дека со ребалансот на буџетот скратила многу од проектите, инвестициите и вработувањата за албанците и за албанските општини, а на него реплицираше пратеникот од ДУИ Реджаил Исмаили, кој истакна дека ребалансот на буџетот не треба да се свати дека има големи кратења на капитални инвестиции или проекти, туку дека е направена во голем дел прераспределба на буџетски средства помеѓу корисници и дека се пренаменети голем дел од средствата за поважни инфраструктурни проекти во земјата, додека кај оние проекти каде што, како што кажав, има намалена реализација, има скратени средства. На расправата не присуствуваа пратениците од СДСМ, меѓутоа тука во прес-центарот на Собранието изјава даде пратеникот на СДСМ Маријанчо Николов. Тој исто така ја обвини владата за недомакинско трошење на парите на граѓаните и на компаниите и праша зашто е
толкаво зголемување на дефицитот, односно обвини дека ова зголемување на дефицитот е досега најголемото и праша зашто и покрај тоа што владата вели дека нели нема кратење на капиталните инвестиции, тој истакна дека има кратење на капиталните инвестиции за 45 милиони евра со ребалансот на буџетот. За нас е неприфатливо и неразбирливо со ребалансот да се зголемува дефицитот за нови 36 милиони евра и истиот во 2016 година да изнесува неверојатни 344 милиони евра, што е втор најголем дефицит на буџетот во изминативе 25 години, а во исто време да кратат на развојната компонента на буџетот, односно капиталните расходи и истите да ги намалат за 45 милиони евра. Сакаме јавно да прашаме, зашто го зголемувате буџетскиот дефицит? Денеска започна комисиската расправа за ребалансот на буџетот. Според деловникот на собранието, таа би требало да трае 10 дена да помине во сите комисии тука во собранието, за да, како што се очекува, на 21 јули да биде доставена гласање до собранието.